По подолги дискусии и договарања, деновиве конечно меѓу републиките и покрините беше подпишан договор за заедничките основи за проширената репродукција во земјоделството од 73 до 75 година и за политиката за потикнување развојот на индивидуалното земјоделство. Со ова и со сето она што треба да го донесе во натамошниот развоен период, се чини дека земјоделството застанува на многу поздрави нозе отколку досега. Причините за ова престројување на земјоделството на подолгорочна патека се повеќекратни. Пред се, овој дел од пазарот со години се наоѓа во една хаотична состојба. Неконтролираното и несигурното производство внесуваше голема бркотница не само во цените, туку и во пласманот на производите. Заради ова, нееднаш сме биле сведоци кога по селските буништа и реки се фрлаа огромни количества непродадени земјоделски производи. Во едната година пак, а тоа беше редовна практика, тие исти производи се купуваа од странство со зелени долари и тоа по значително повисоки цени од домашните. Непостоењето на соодветни системски мерки, честиот увоз, непостоењето потврда соработка на општествениот со индивидуалниот сектор се само дел од многуте проблеми што го мачат земјоделството. Затоа изградбата на цврста и постојана аграрна политика во овој момент значи повеќе отколку потреба. Всушност, што представува и што носи новиот долгорочен развој на земјоделството? Како основна поента, овде се јавува воспоставувањето и одржувањето рамнотежа меѓу понудата на домашните земјоделски производи и побарувачката како на југословенскиот, така и на странските пазари. За таа цел, просечната годишна стапка на пораст на земјоделското производство се планира да изнесува околу 2,8% или скоро 2 пати повеќе отколку досега. Од друга страна, тоа ќе овозможи и елиминирање на увозот на прехранбени производи, кој само минатата година ја достигна бројката од 450 милиони долари. Долгорочната концепција на аграрната политика и за нашата република има посебно значење, зашто се работи за подрачје во кое оваа стопанска дејност е мощно расширена. Овде посебна важност има листата на гарантирани и минимални откупни цени, која и во натамошниот период треба да значи гаранција и стабилна основа за забрзаниот земјоделски развој. На овој план посебен акцент се става врз сточарството. Тоа во наредните 13 години треба наполно да се интензивира, да го задоволи домашниот пазар и околу 255.000 тони месо да бидат извезени на странските пазари. Идната аграрна политика треба да донесе и единствен систем и политика на цени, компензации и други мерки на економската политика. Вклучувајќи ја тука и единственоста на пазарот, таа треба да донесе сигурност и стабилност на нашето стопанство воопшто. Но да видиме какви се искажувањата на неколкумина наградени земјоделци за производството и проблемите сврзани со него, кај специфичните македонски производи, оризот и памукот, за нивните цени и за пласманот на домашниот пазар. Колку произведувате ориз? Јас околу имам 2,5 хектара ориз. Од тие 2,5 хектара околу 19 до 22 илјади киле произведувам ориз. Каде го продавате оризот? Ја оризот го продавам нешто на задругата, што сум обовезен да ја дам известна количина, поради тоа што земам ѓубре од нив, нешто ми ора со трактор, јас со трактор работам и наравно треба да се одужам према нив. Иако е, можеби ми за мене штета за тоа што е ниска цена, али ја останалата количина си ја продавам на слободно условие каде што најдам. Ја постигам просекно негде продавам и 1000 динара, и 700, али просеко со 100 динара јас добивам по килограм. Вие сте еден од најголемите производители на памук во Македонија. Кажете ни колку имате површини под памук и колку оваа година добивте памук? Јас имав 1 хектар памук таа година. Произведех на 300 кила од декар. 1 хектар, 3000 кила памук имав. Каде го продавате памукот? Памукот го продававме во Југо памук. Каков квалитет е семето? Семето, можам да кажам дека не е многу оригинал семе, пошто не е многу добри кила, например. Килажа не фрле памукот. Ако би било тоа, например, подобро семе, разбираш, повеќе килажа ќе добиеме и ќе ни се исплаќа повеќе памук да сееме. По која цена го добивате семето?
Семето го добиваме за памук, само што го сееме по 3 dinara го плаќаме. Дали е тоа многу? Тоа е по моја мислење, јас мислам многу, а плюс тоа немаме ние никакви, мислам, регреси на памукот. На семето? На семето. Јас мислам, ако имаме семе, например, за одгледување на стока, на крави или на овци, да има регрес барем од 1 dinar да го добиваме семето. Дали се исплатува да се одгледува памук сега? Памук се исплатува само ако биде цената барем 10 dinara. Какви тешкоти имате во производството и во пласманот на памукот? Тешкоти, плесманата имаме големи тешкоти, само едно има ниска, цената не е на памукот. Нема затоа задоволствие. Друго, тешкоти имаме за откај ѓубрето. Не дава ѓубре да париме ѓубре на површините, да искариме добар квалитетен памук. Они сака ако има пари, може јас имам пари да платам, да земам ѓубре, а некој си нема пари и затоа ѓубрината не са малку многу обскодни. Нема на време. Најмногу што нема, цената е ниска. Ке сега чушки 1 декар ќе зема 500-600 dinara. Од памук што ќе искара? Ништо не може да зема и затоа човека се буна. Како ќе се ефектуира новата аграрна политика врз работата на земјоделските организации во нашата република? Неоспорно, македонското земеделство, во кое што се вложени доста средства во агромелиорации, во много ќе допринесе да ја измени производната структура во далеко потрудоинтензивни култури, со што во голема мера ќе го задржи во прво време населението од иселување од села. А исто така ќе овозможи далеко поголемо производство кое ќе обезбеди сировина за преработувачките капацитети, што ќе допринесе да се развие преработувачката индустрија во Македонија во место каде што ќе се и произведуваат тие производи. Во голема мера за ваквиот развој ќе бидат потребни инвестициони средства со што во меѓурепубличкиот договор се и предвидени за проширената репродукција, кои средства ќе ги разрешават проблемите за решавање на целото производство, за исхрана, за сировинска база, а исто така и за извоз. Еден од големите проблеми што ќе настане е проблемот на обртните средства кои што и сега во организациите се дефицитарни. Овој проблем е присутен и често пати негативно ќе влијае врху организирање на земјоделско производство поради недостиг на средства за репроматеријали кои обезбедуваат посовремена технологија. На некој начин во општествениот сектор се и разрешуваат проблемите. Највеќе се осеќа тој недостиг во индивидуалниот сектор, затоа што банките не го кредитираат него, а стопанските организации немаат доволно средства и за своје репроматеријали, а не да им позајмат средства за решавање во индивидуалниот сектор. Сметам, овој проблем ќе треба пошироката заедница да го разреши. Каде би се нашле, како би се престроили земјоделските организации во овој зелен план? Во најголема мера би се престроиле врху конјунктурното производство, а тоа е сточарскиот комплекс кој за долго години ќе биде дефицитарен не само во нашата земја, туку и во Европа. Во тој смисел, предусловите се присутни во цела Југославија, а и Македонија има своји специфичности и за ситно сточарство, нарошто за високопланинските терени, во што голема мера ќе се обезбеди месо како за потребите во Југославија, за преработувачките капацитети, така исто и за извоз. Друг комплекс кај што ќе се престрои стопанството во Македонија е Лозаро-овоштарскиот комплекс, како еден од атрактивните, затоа што тој ги подмирува големи количини и потреби на Југославија, а во извоз се јавува со лозарството дури со 50%. И третиот комплекс, тоа е млекарството како битен елемент за локалните потреби на населението во целата република. Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство беше мощно активен во разработката на оваа политика. Другар Петровски, како негов представник, кажете ни кои се основите на производствената политика во долгорочниот развој? Ono što je karakteristično za ovakav koncept je неговата претензија да кај одредени производи јасно става на знаење до кои граници Југославија е заинтересирана
да го зголемува производството. Така, например, кај пшеницата и кај некои други производи, Југославија креира една долгорочна политика дека ќе го зголемува производство само до границите на задоволување на собствените потреби. А кај некои производи поставува задаток не само задоволување на потребите, туку и износ. Кога се работи за производи за нашето производно подрачје, сосема е јасно и отворено кажано дека кај производството на ориз Југославија ќе оди до границите на максималното искористување на сите потенцијални можности во земјата, а таква политика ја зацртина и за памукот. Кај тутунот, кој што представува мощно важен земјоделски производ за нашата република, усвоена е една политика да се тутунското производство зголемува паралелно со разрешување на проблемите на неговиот пласман. Бидејќи, како што е познато, тука постојат одредени лимити во врска со пласманот. Меѓутоа, мерките кои се предложени за разрешување на пласманот се такви да тие дозволуваат одреден простор за ширење и на тутунското стопанство. Каков одраз има новата политика на цени врз стабилизацијата на земјоделското производство? Секако дека новата политика на цени ќе има прилично поволен одраз врз стабилизацијата на земјоделското производство. Ова пред се заради тоа што, за разлика од порано, сега на подолг срок се утврдени листите на производи со гарантирани и минимални откупни цени. Од друга страна, подписниците на спогодбата се обврзаа дека секои евентуални измени на цените поради разни причини ќе ги објавуваат на време и производителите однапред ќе знаат на какви цени може да сметаат во наредната реколта. Дали во натамошниот период ќе биде решен проблемот со кредити за навремен и редовен откуп на пазарните вишоци и залихите во земјоделството? На линија на разрешување на овие проблеми, мощно позитивно ќе се одразат и мерките во врска со конверзија на кусорочните кредити од примарната емисија на Народната банка во трајни обртни средства. Само во последните 2 години во земјоделството на нашата република на тој начин се конвертирани преку 26 милиарди стари динари, а се очекува дека и кредитите од овогодишната примерна емисија во износ од околу 2 милиарди динари исто така ќе бидат претворени во трајни обртни средства. На тој начин сметам дека во голема мера се отвараат можности за разрешување и на проблемите за кои го поставивте прашањето. Ваквиот развој на земјоделството секако дека треба да биде придружен и со соодветни средства. Бидејќи земјоделството не е во состојба да се самофинансира, по подолг период е изнајдено решение преку користење на дополнителни домашни и странски средства, за што беше постигната и меѓурепубличка спогодба. Кажете ни колкави се овие средства, посебно за нашата република, како и каде ќе се пласираат? Вкупните средства дополнителни се предвидени на ниво од околу 50 милиарди стари динари, односно околу 75 милиарди стари динари по цени од 73 година. Од овие средства за подрачјето на нашата република се предвидува околу 6 до 6,5 милиарди динари годишно. Карактеристично за овие средства е тоа што предвидено е да од изворот на данокот на промет средствата ќе се дават во вид на развојна премија, и тоа 10 динари за производство на пшеница, 20 динари за 1 килограм сончоглед, 3 динари за 1 килограм шеќерна репка и 25 динари за 1 литар млеко. Овие средства се наменети исклучиво за општествениот сектор и наменски за зголемување производство само на овие 4 критични дефицитарни производи во Југославија. Мерките што се усвоени со договорот меѓу републиките и покрајините за развојот на земјоделството секако дека нема да ги решат сите тешкотии.
Меѓутоа, треба да се каже дека со нив се внесува поголема сигурност и стабилност во производството и пласманот, а што е најважно и конкретност во производната ориентација. Ова уште повеќе кога се знае дека со зелениот план е опфатен и развојот на индивидуалниот земјоделски сектор, со што и долгорочната концепција на земјоделството станува многу покомплетна.